je to svetlina ta zlatevnina sveti i sveto stala preko nego, no sveto neko poznano sveto neko pozna. Kojke to povika ime to Isusovo, nema da vidiš do veka. Gospode Isuse Hrisте, Ti зборувај низ мене, употреби ме за Твоја слава, нека Твоите живи слова ги допрат со дух и живот сите оние кои ќе ги отворат срцата и ќе повикаат кон Тебе. Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукаваго, зашто Твое е се царството, силата, славата и јас сум Твој. Се е од Тебе и за Тебе создадено. Исусе Христе, Боже наш, Ти си почеток и крај, Алфа и Омега, првиот и последниот. Нека Твојот дух зборува низ мене, Он нека ги врши делата. Денеска ќе зборуваме за едно чедо Божјо, Соломон, книга Мудрост Соломонова, син на Давид и на Уриевата жена. Израел е во војна, Давид царот, помазаникот, Давид кој го уби Голијат, Давид кој ги пееше псалмите, ја гледа жената на Урија навечер на терасата како шета низ сопствената одаја во палатата. И човечката страст ја повикува, легнува со неа, ја познава и таа е трудна. За да не избие скандал, го повикува Урија е на бојното поле, го повикува Урија да се врати од бојното поле. Му дава отпуст. Тој доаѓа, но не влегува дома, спие пред вратата, не легнува со својата жена. Зашто тој размислува богоугодно, како јас да одам дома, додека моите другари гинат на фронтот. Потоа Давид заповедува на заповедникот, заповед на заповед, да тргнат во напад израелците и да го остават Урија да погине. И така и би. Урија гине и тој ја зема Уриевата жена, која е трудна, благословена. Потоа Господ му испраќа пророк, Отецот наш небесен, и му кажува дека беше еден цар кој имаше 100 овци и му ја зема овцата на еден негов следбеник кој имаше само една овца. Давид го сослуша пророкот и му вели, тој цар треба да се убие. Пророкот му вели, ти си тој. Потоа Давид се разбуди, падна на колена и почна да плаче и да моли. Плачеше, липаше, молеше, се додека првороденото дете не почина од Урија. Потоа престана да плаче, побара прошка од Бога, Бог му прости. И второто дете со Урија е Соломон, Мудрост Соломонова. И денеска ќе читаме од книга Мудрост Соломонова, познат по една изрека, две мајки се тепаат за едно дете, за едно бебе. Едната вели мое, другото мое. Соломон вели, дајте ми меч. Меч вистински или меч на духот. Ќе го пресечам на половина и ќе ви додадам на секоја по едно. Вистинската мајка вели, не, дај го нејзе, нејзино е. И тој го дава на онаа мајка која вели, дај го на другата. Ете, тоа е Соломон, одиме Мудрост Соломонова, да бегаме од гревот. Така во еден момент
покајав еден сотрудник, пријател, Бог да го прости. Се надевам дека е во Царството Божјо. Бог знае кој како се покајува, не само на уста, туку на срце. Не само на лице, туку и на срце. Ми рече, грешен сум, беше паднат во болест, не можеше веќе да се движи. Му ја раскажав приказната за Давид и Урија. И тогаш плачеше и се покаја. Те сакам, Господе Исусе Христе. Бог е многу милостив и долго трпелив. Ако му простил на Давид, може да му прости на секој кој ќе повика да бегаме од греот. Да бегаме од греот. Сакајте ја правдата. И сите ја сакаат правдата. И секој мисли дека правдата е негова. Не, правдата не е наша. Не е моја, не е твоја. Правдата е на Исус Христос. Божјата правда, не нашата правда. Секој го бара своето, а не она на Исуса Христа. Сакајте ја правдата. Суди земни. Ние сме суди земни, замислете. Еден е судијата, еден е учителот, еден е утешителот. Тоа е Отецот Небесен во дух и Исус Христос. Со праведни мисли суди земни, мислете за Господа. Господа, праведни мисли, секоја мисла да е покорна на Исус. Во светот има мисли кои се себе потврдни, себе праведни, себе љубиви. Тој што сака, секој сака што сака и доаѓа до конфликти и до нељубов. Сакајте ја правдата, суди земни, со праведни мисли мислете за Господа, за нашиот Татко Исус. Барајте го во простотата на своето срце, во едноставното срце, во отвореното срце, Господ да се всели во нас, да направат сокровиште со Отецот Небесен. Видите, може да се прави паралела од Стариот Завет, кој не можеа да го исполнат израелците 3 генерации по 14. И потоа го распнаа Исуса, и потоа Бог избра народ и го повикаа македонците. Него го наоѓаат оние што не го искушуваат. Не го искушувај Бог. Знаеш за него и си викаш, нема да ме види, ај вака ќе направам, ај ќе ми прости. Не им се јавува на оние што не веруваат во него. Интересно, сега со ова ковидот, со вируси, со крајот на светот, ќе ги видите атеистите, ги нервира помислата на Бог, но сепак имаат страф од смртта. И нив ги нервира тоа што ние немаме страф од смртта, што ние не носиме маски, сведочиме за Исус. Ти вел, ставете маски, ќе умреме. Мислат дека медицината, кој се надева на човек, проклет да е, ќе ги спаси. Атеизмот е интересна категорија. Не веруваш во ништо, веруваш во себе, на крај си изневерен од себе, бидејќи ќе паднеш болен и немоќен, и ќе овкаш, и ќе велиш, Боже мој, зошто ме остави? Кога те оставил тој, кога си ти атеист? Значи, има многу такви. Господа Исусе Христе, на помош. Не им се јавува на оние што не веруваат во него. Но ќе го сетат на најпримитивното ниво, на телесно ниво, кој ќе изгубат силата, ќе почнат да овкаат. И потоа ќе велат, каде е Господ, зошто ме остави Господ? Што сум му скривил на Бог? Па не знам. Веројатно, затоа што си излезен од законот на љубовта. Има 2 заповеди. Љуби го својот ближен како себе си. И љуби го својот Господ со сето своје срце, со сето своја душа. Дали имаш доволно љубов да го љубиш својот ближен како себе си? Кој е твојот ближен? Сите што се на оваа долина сенка смртна. Зашто лажните умувања оддалечуваат од Бога. Лажни умувања, теории, човечки читања, закони, човечки закони, надвор од семокниот Бог, од Божиот закон, око за око, зап за зап, се она што им го правиш на луѓето, ќе ти се прави тебе. Се она што ти се прави тебе, си им го правил на луѓето. Знаете, те сакам, Господи Исусе Христе, лажни умувања оддалечуваат од Бога. Тоа подразбира и телесно читање на Библијата, поделено Христово тело во деноминации, а црквата е на Исус Христос, Он е главата. Зошто тогаш ви имате земни глави на црквите? Те сакаме Исусе Христе. Зошто Јован е обезглавен? Тоа е слика. Слика.
Зашто тој рече, ти ли си оној што треба да дојде? Или друг да чекаме, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јована Крстителот, но тој е најмал во Царството Небесно. А искушувањето на неговата сила ги посрамува безумниците. Безумници со сопствен ум, сопствено што сакат, со сопствената душа, со сопствени сили. Мојот татко е семокниот Бог. Верувам во Господ Исус Христос, мојот Господ и Спасител. Он создал се. Он е најбогатиот на светот. Он нема да те остави со 3 риби, 5 леба и обратно ќе нахрани многумина. Брашното во ноквите нема да го снема. Кога Илија беше кај вдовицата, те сакаме Господе Исусе Христе. Илија, кога го славите на Илиндера, не знаете кој е Илија. Илија вели, зошто си тука, Илија? Му вели Господ, сакам да умрам, Илија. Изморен од нељубовта на овој свет. Во лукава душа, мудрост нема да влезе и нема да престојува во тело што му робува на гревот. Тело што му робува на гревот. Телото има нагони, јадеме, пиеме, водиме љубов, си уживаме, си правиме. Зошто си тука, Илија? Бог го прашува старозаветниот пророк да го разгласуваш Евангелието на мирот, да го шириш светото Евангелие. Зашто Светиот Дух на премудроста, пазете, Соломон зборува за Светиот Дух, пред да знаат другите во дух. Така и Аристотел вели, второто именување на зборот е дај дух. Дај дух, на старомакедонски давам дух, односно тие го преведуваат како светлина. Зошто Светиот Дух на премудроста се оддалечува од лукавството, ќе се отстрани од неразумни умувања и се засрамува од неправдата што се приближува. Таму вели, не го осквернувајте, не го лутете Светиот Дух. Знаеш дека има Бог, знаеш дека има Исус и грешиш. Кога не можеш да одолееш, бараш помош, татко мој, во името на Исус, помогни ми да го отстранам овој проблем кој ми се провлекува, да бидам чист, да се осветам, бидете чисти, чувајте ги вашите тела чисти и души, зашто скапо сте платени со крвта на непорочното јагне, кога го проценија за 30 сребреници, цената на непроценливиот. Човеколюбивиот дух е мудрост, значи љубов. Нема да го остави неказнет оној што богохулствува со својата уста. Човеколюбив, љуби го својот ближен. Љубовта воздигнува гордоста. Гордоста воздигнува, љубовта ослободува. Понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. Секоја тенденција дека го знаеш ова, дека ти го знаеш, е сатанска доктрина. Тој е Адам кој јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Тоа е Каин кој го убива Авела. Тоа е сатаната кој се искачува над Бог, семокниот создател и татко. Тоа се вавилонците кои градат кула. Бог е сведок на неговите внатрешни чувства на секого од нас. Вистински гледач на нашето срце, слушател на нашиот јазик, што зборуваме, што мислиме, како постапуваме, дали сме излезени од законот на љубовта, дали му дозволивме да ја подслони синот човечки. Нема каде глава да подслони. Лисиците имаат легла, птиците небески гнезда, а синот човечки, Исус, нема каде глава да подслони. Дојди во моето срце и подслони ја главата. Господе Исусе Христе, те сакам. Значи, Бог ги знае нашите внатрешни чувства. Тој е вистински гледач на нашето срце и на твоето срце, слушател на нашиот јазик. Духот на Господа, пазете, ја исполнува целата вселена и бидејќи обзема се обзема, и паднатите и тие што се горе.
го знае секој збор. Го знае секој збор што е во тебе фрлен како корен. Дали е збор на љубов или збор на омраз, дали е збор на живот во Исус или збор на смрт во себељубие. Затоа никој да не говори неправда. Нема да се сокрие. Праведната одмазда нема да го одмине. Знаеш дека има Бог. И ми вели еден роднина, мора ние да грешиме, не можеме. Не мора да грешиме. Можеме кога ќе дојдеме пред греот да повикаме Исусе на помош. Дојди во моето срце и помогни ми да го надвладеам гревот, да победам со Тебе и во Тебе, со Твојата сила и со Твојата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, надвор корона од Македонија, во името Исусово давам власт, одврзувам Рахмасан на ангелската војска да исчисти се што не е од Исус во моето тело и душа, во овие слова, во секого кој ќе рече од вас амин, те сакам Исусе. И во македонскава земја, која е Исусова земја, амин. Духот на Господа ја исполнува целата вселена и бидејќи обзема се, го знае секој збор, затоа никој да не говори неправда, нема да се сокрие. Праведната одмазда нема да го одмине, зашто помислите на безбожникот ќе бидат испитани. Зборовите негови ќе излезат пред Господа, за да бидат изобличени неговите беззаконија. Се скриено во Новиот Завет на Отецот Небесен му е откриено. Се знае. Голи доаѓаме на овој свет, голи заминуваме. Го носиме само степенот на нашето усовршување во љубовта Исусова. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Те сакам зашто увото на љубомората слуша се, нема да се сокрие, ни гласот на негодувањето мрмориш, негодуваш. Прифаќаш се со радост што доаѓа. Секое искушение и го прашуваш Исус, Исусе, како да постапам со овој човек? Помогни ми да го љубам овој човек. Помогни ми да ја надминам оваа ситуација. Немам јас сила, Ти дај ми сила со Твојот ум, со Твојата сила. Ти зборувај низ мене, ќе молчам, Те сакам, Исусе, Ти прави ги делата. Затоа пазете се од некорисно негодување. Израелците мрмореа и изгинаа во пустината. Можеа за неколку дена да ја поминат. Поминаа 40 години. И ние често мрмориме зошто вака, зошто она. Не зошто. Исус не мрмореше, беше 40 дена во пустината и ангели му служеа. Ако сакаш да ти служат ангелски војски, прифаќаш се и бараш помош. Во понизност го повикуваш Исус да действува во тебе, да зборува низ тебе, да ги прави делата. Пазете го јазикот свој од лоши зборови, зашто ни тајниот збор не минува попусто, а устата што клевети ја убива душата. Пазете го овој стих. Уста што клевети ја убива душата. Душата е тоа што си ти, духот кој е во се е самиот живот. Се враќаме на тој стих. Духот на Господа ќе исполнува целата вселена. Се е живо заради него. Дрвјата, камењата, гранките, материјата, водата, животните и луѓето. И паднатите сили, поднебесните сили на злото, кои ќе поминат низ оган. Тоа е огнот на љубовта. Тоа е огнот, мојот Бог е оган што согорува. Ако имаш љубов, гориш заедно со љубовта и влегуваш во духовниот свет. Ако немаш љубов, гориш, се враќаш назад во отпадната форма, во стврднат дух, во материја која внатре се движи, кој ќе побидете под микроскоп. Те сакам, Господи Исусе Христе. Не забрзувајте ја смртта со заблудите на живот свој. И луѓето заминуваат, некој порано, некој погасно. Зошто почина вака? Зашто деновите се избројани, Господ знае дека толку можеш. Не можеш повеќе да дојдеш до него. Си ги пропуштил сите шанси, не си рекол благословен на оној кој доаѓа во името Господа, овој ќе бидеш далеко од очите негови. Во темнина, плачи, крцкање со заби. Нема да ти биде убаво, ќе немаш доволно сила да се придвижиш
ќе ги гледаш само собствените слики на собствената нељубов, на собственото отфрлање на семокниот Бог, наместо да дојдеш како блудниот син, да паднеш на колена и да кажеш: татко мој, татко небесен, а ние сме долу на земјата, татко мој, погрешив пред тебе и пред небото. Погрешив пред тебе. Дојди, Господе Исусе Христе, насели се во моето срце, да ја подслониш својата глава. Не забрзувајте ја смртта со заблудите на животот свој, не навлекувајте си пропаст со делата на вашите раце. Крадење, сребролюбие, лажење, мамење, агресија. В македонскава политика толку се краде и толку нељубов има. Господе Исусе Христе, изле од Твојот небесен пекар, оган небесен да изгори се што не е од Исус во македонскава земја. Те молам, отвори им ги срцата на македонските политичари да се покајат, што го продаваат својот народ, што го понижуваат својот народ, што крадат, што лажат, што не ти се поклонија тебе, а му се поклонија на ликот на зверот. Слава ти, Господе Исусе Христе, те љубам. Исусе, Бог не ја создал смртта. Бог не ја создал смртта. Смртта е категорија на одбивање на послушност кон Него. Така ја губиш силата по законот. Колку љубов имаш кон Него, така тој ти дотура. Ти немаш љубов, мислиш дека сам си Бог. Се пресекува силата, се стврднуваш и полека се движиш кон смртта. Долина на сенка смртта, подстаница на смртта е земјата. И не се радува на пропаст на живите. Значи, духот на Господа е живот. Му дувна во душата дух животен. Кога духот ќе го повлече, твојата душа, која станува материјална, се стврднува, се скаменува и ти повеќе немаш сила. И тогаш го чекаш долготрпеливиот Исус Христос, семокниот Бог пребива во неговот дух, да дојде да им го проповеде евангелието на мртвите, во царството на подземјето, како што е наречено, во затворот, во пеколот, со повеќе имиња. Бог не ја создал смртта и не и се радува на пропаста на живите. Смрт е состојба без духот на семокниот Бог, без љубовта. Ако љубов немам, ништо не си, тоа е смрт. Телото без дух е мртво. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Значи, мртви се оние кои немаат дух, тие се мртви и немаат дух, тие се телесни. Бог создал се за да живее. И се што е во светот е спасоносно. Се што е во светот е спасоносно, сака да каже, ќе се спаси. Ќе се спаси. Само е процесот долг. Дали ќе биде во темнина, во царството на подземјето, во затвор, во пекол. Се тоа е спасоносно. Во него нема отров смртоносен. Нема пеколот да надвладее. На земјата, мисли на телесните луѓе. Нема вечно проклество. Бог е љубов. Тоа ви е погрешна наука од човечка доктрина и не ви ги отвара срцата до крај. Го представуваш семокниот Бог како некој што не простува. Овде е пишано: Он е милостив, долгомилостив, многу трпелив. Милоста негова е вечна, љубовта е вечна, Бог е вечен, Отецот небесен. Во него нема отров смртоносен, книга Мудро Соломонова 1.14, нема пеколот да надвладее над земјата. Правдата е бесмртна, 15 стих. Неправдата е смртна. Божјата правда е бесмртна. Преоѓаш од, по благодат сме спасени, стануваш праведник во Исус, во неговата правда, почнуваш да чекориш, да врвиш, да действуваш, да љубиш, да победуваш со љубовта. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Исус за секогаш Исус. Амин до Божјо Царство Небесно. Исус напред, ние по Него. Правдата е бесмртна. Божјата правда.
Неправдата предизвикува смрт и е смртна. Безбожниците ја привлекуваат смртта, ја привлекуваш смртта и со раце и со зборови, ја сметаат за пријателка и ослабуваат, ја губат силата, со неа сојуз склучуваат, зашто се достојни да бидат неизин дел. Во зборовите има живот и смрт. Зборовите кои се покорни на Исус се живот. Тука сме дојдени да научиме да љубиме, да го љубиме својот ближен како себе си. Добриот пастир ја дава душата своја за браќата. Исус слезе, плати за нашите гревови. Крв, цената за гревот, за проклетството. Нема потреба повеќе од крвни жртви. Семокниот Бог беше присутен во него. И не повикува, дојдете, дојдете при мене. Сите, јас ќе ве успокојам. Научете се од мене. Да учиме од него, да бидем кроток, смирен по срце. И ние пак ќе дојдеме до тој. Со праведни мисли мислете за Господа, првиот стих, барајте го во смирено, во просто, во едноставно срце. Дојди Исусе во моето срце. Него го наоѓаат оние што не го искушуваат, не им се јавува на оние што не веруваат во него, ќе го сетат само во телото, кога ќе изгубат сила и ќе почнат да овкаат. Духот на Господа исполнува целата вселена и обзема се, го знае секој збор. Бог не ја создал смртта и не се радува на пропоста на живите. Он не создал да живее се што е во него спасоносно. Правдата е бесмртна Исусова. Неправдата е смртна. Татко мој, ти благодарам што и во овој ден излеваш од твојот дух. Брате и пријателе, од другата страна, застани, клекни на колена и кажи, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце. Им простувам на сите, научи ме како од срце да им простам. Се покајувам за секој грев, со кој сум излегол од законот на љубовта. Се покајувам и за гревовите на моите предци, прости им, не знаеле што прават. Никого не осудувам, зашто ти никого не осуди и јас да не бидам осуден. Ја прифаќам твојата волја во мојот живот. Дојди во моето срце и помогни ми и го барам Царството Божјо и се ке ми се придодаде. Те сакам, Господи Исусе Христе. Повторно доаѓаме до оној стих. Лисиците имаат легла, лукави луѓе долу. Птиците небески имаат гнезда, си гледа своето гнездо и под небесните сили на злото исто. А Синот човечки Исус Христос нема каде глава да подслони. Дојди, Господи Исусе Христе, во моето срце. Подклони ја твојата глава. Ти зборувај низ мене, ти врши ги делата, да победувам со твојата љубов. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз моето семејство, врз мојата работа, врз заедницата, Арахмахандилај, врз македонската земја. Господе Исусе Христе, удри ни печат на челата, печатот на љубовта да победуваме со Тебе. Те сакаме, Господи Исусе Христе, се што не е од Исус надвор од нас во името Исусово. Во името на Господ Исус Христос, од двоостар меч и мечот на Духот ги раскинувам. Сите пранги што сатаната ги фрлил, ги фрла врз мене, врз заедницата, врз македонскава земја. И врз сите вас што ќе речете, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце, крвта Исусова е свето положувам. Врз овие слова, врз нашата заедница, врз нашата земја, врз Исус Христова Македонија. Исус напред, ние по Него. За секогаш Исус. Амин. До Божјиот Царство Небесно. Во името на Господ Исус Христос сега ја одврзувам Македонија од секакви проклетства, болки, болести и страдања.
го повикувам семокниот Бог Духот да истури оган небесен и да изгори се што не е од Исус во македонскава земја и во секого од нас. Во името на Господ Исус Христос, ја прославувам победата Исусова во моето тело и душа, во овие зборови, во нашата заедница, во македонскава земја, победата Исусова. Армагедон, ести мирен куца. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господе Исусе Христе. Те љубам, Исусе. Амин. Дојде едно куче, ја лижа Библијата, седи мирен, те сакам, Исусе. И тоа е некоја душа, кој еден ден, како што вели овде, слава ти, Исусе, како што вели овде, кај отиде, рахма сандила аменере, мудро си рахо. Он создал се, за да живее и се што е во светот е спасоносно, ке се спаси. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин за секогаш. Исус. Амин. Исусе, спасителе, обновуваме името Твое. Исусе, спасителе, обновуваме името беше животот, светлина за луѓето, светлината за верни на свети. И светот стана преку него, но светот не го позна, но светот не го позна. Исусово, нема да видиш.